Драстично паѓа производството на млеко во Лакавичкиот регион. За 4 години количините на произведено и продадено млеко се намалени за повеќе од 50%. Па имаш повеќе млеко, сега се више намало, имаш само 2,5 тона овче, сега имаме 1 тон. Сето се собира околу 2,5 тона вкупно. Лакавичкиот Да. Ова е резултат на драстичното намалување на бројот на овци и крави во државата. Според официјалните податоци, бројот на крави во Македонија за само 5 години е намален за 30.000. Состојбата е особено изразена во источниот регион, каде во моментот бројот на крави не е поголем од 20.000. Причините за ова сточарите ги лоцираат во високите цени на сточната храна и ниската откупна цена на млекото. Овшкото 35 динара плаќат, а лани беше 40, 2 година 35. Кравишно 17 динара. Лани беше 20, ова година 17 динара, не се плаќа ништо. Не, толку трошкови даваме, на крај нема ништо. Од друга страна, некогаш врвните производители на сирење и урда денес немаат право домашните специјалитети да ги продаваат. Сирење не купуваат. Урда имат се маркетите, сирење имат продават. Што не го зимат? Не зимат. Одаш, носеш на пазар, специја спуде, полиција спуде од пазарот, не дава да продаваш. Расипи го надвор не бива. Да прави сирење да го продадеш не можеш. Па сака неќе па ќе го даваш. Па сме сретни па што ќе ни го зимат, а да не ни го зимат па што да правиме. Како резултат на ова, сточарите од истокот пропаѓаат, а увозот на млеко расте. Тоа од една страна ја празни буџетската каса, од друга ги празни пасиштата каде се поретко можат да се забележат крави и овци.